Ученици, добродојдовте во Училница. Јас сум Анита Тобалова, наставник по физика во Основното училиште Крстен Мисирков, Скопје. Што ќе учиме? Денес започнуваме со нова тема, насловена како звук, и обработуваме првата наставна содржина од таа тема, осцилации и звук. Која е целта на таа наставна содржина? Ученикот да објаснува својства на звукот преку движење на воздушните честички. Што ти е потребно додека ја следиш оваа видеолекција? Додека ја следиш видеолекцијата, пред себе треба да имаш листови хартија или тетрадка, пенкало или молив. Во овој дел ќе ги забележиш двата символа, нив ќе ги сретнеш додека ја следиш видеолекцијата. Не само содржината на видеолекцијата, туку и овие две знакчиња ќе ти помогнат да го следиш континуирано, односно да си диктираш темпо на учење додека ја следиш видеолекцијата, а воедно ќе ти помогнат и самостојно да составиш план за оваа наставна содржина. Што ќе учиме? Ќе учиме што е звук, како се создава звук, што е извор на звук, како го слушаме звукот, што е осцилаторно движење, што е бран, какви бранови има и каков бран е звукот. На почеток една активност. Пуштете ја омилената песна на вашиот мобилен телефон или музички систем. Велат, додека слушаме музика, ние се релаксираме. Додека се релаксираме, ние можеме да размислуваме. Затоа ќе ви поставам едно прашање. Би размислувал или размислувала ти додека слушаш музика за тоа како патува звукот? Ако твојот одговор е да, што би направил или направила ти за да ги убедиш твоите другарчиња дека е корисно да научат за простирањето на звукот и неговите својства? Ако твојот одговор е не, тогаш замисли дека си ти учесник во овој настан. Овој настан е дефиниран како бучава. Бучавата опфаќа звуци кои што се непријатни, кои што имаат голем интензитет или имаат долготрајно дејство. Она што треба да го знаеш е дека бучавата предизвикува последици кои штетно влијаат на нашето здравје, односно може да предизвикаат психички и физички проблеми. Сега не би размислувал или не би размислувала, сега би посакувал или посакувала да знаеш за тоа како патува звукот за да можеш да се заштитиш. Зошто дозволуваме да ни се случи бучава, за да почувствуваме потреба дека треба да учиме за звукот и неговите својства? Зошто повеќето од нас, или барем некои од нас, размислуваат и сакаат да научат за појавите, откако ќе ги почувствуваат последиците од истите? За да не ги почувствуваме последиците од звукот, да почнеме да учиме за звукот. Да видиме кои се условите за постоење на звук. Кој е првиот услов за постоење на звук? Да се навратиме на звучникот. Кога музичкиот систем е исклучен, звучникот не осцилира. Да видиме што ќе се случи со звучникот кога ќе го вклучиме музичкиот систем. Со вклучувањето на музичкиот систем, звучникот започнува да осцилира. За да се увериш дека тоа е навистина така, може да го погледнеш следниот видеозапис. Во видеозаписот ќе ни биде представен еден звучник, а на површината на звучникот се поставени зрнца. Да видиме што ќе се случи со зрнцата и со звучникот кога ќе го вклучиме музичкиот систем. Забележавте дека со вклучувањето на музичкиот систем, звучникот започна да осцилира, а воедно започна да осцилираат и зрнцата кои беа поставени на неговата површина. Тоа ни е доказ дека кога телото осцилираат, произведуваат звук. Кој е вториот услов за постоење на звук? Осцилациите од изворот се пренесуваат во вид на звучни бранови низ материјалната средина. На звукот, за да патува, му е потребна материјална средина.
Која е таа материјална средина во случај кога ние слушаме звуци? Материјалната средина кога ние слушаме звуци е воздухот. Да заклучиме, вториот услов за постоење на звук е постоење на еластична материјална средина. Кога ги дознавме условите, да видиме сега како слушаме. Материјалната средина овозможува звучните бранови да стигнат до нашето уво. Надворешниот облик или обликот на надворешниот дел на увото е како инка. Кога звукот влегува во него, тој патува надолу по канал, на крајот од кој цврсто се протега тенка мембрана. Таа мембрана се нарекува тапанче. Звучните осцилации прават тапанчето да осцилира. Тапанчето испраќа осцилации до внатрешното уво. Оттаму сигналот оди до мозокот. Така ние слушаме звуци. Ги научивме условите за простирање на звук и сега можеме да го представиме нашиот диаграм за ширење на звукот. Диаграмот содржи извор на звук, тоа е секое тело кое осцилира и притоа создава звук, материјална средина и детектор на звук. Како извор на звук, во нашиот случај ние користевме звучник, материјалната средина низ која што се ширеше звукот во вид на звучни бранови беше воздухот, а детектор на звук беше нашето уво. Дека навистина на звукот му е потребна материјална средина за да може да патува, можеме да се увериме ако го изведеме следниот виртуелен експеримент. За таа цел треба да го посетиме сајтот PHET и да избереме од базата една симулација. Тоа ќе биде симулацијата насловена како звучни бранови. Да почекаме да ни се отвори истата. Одиме на полето слушај со променлив воздушен притисок. Да ги регулираме параметрите за кога ќе вклучиме звук, да не слушнеме многу силен звук. Забележуваме дека на работната површина ќе ни се појави една кутија. Во таа кутија е поставен звучник кој осцилира. Пред кутијата е поставен слушателот. Слушателот може со сетилото за слух да ги регистрира звуците кои што ни доаѓаат од кутијата. Истите звуци можеме да ги слушнеме и ние. Со внатрешноста на кутијата е поврзан еден уред. Уредот го мери притисокот во внатрешноста на кутијата и со промената на количината на воздух во внатрешноста на кутијата ќе се менуваат и вредностите на притисокот внатре во кутијата. Да видиме што ќе се случи, односно кога има воздух во кутијата. Хајде малку амплитудата да ја зголемиме. Да видиме кога има воздух во кутијата, што слуша слушателот кој што се наоѓа пред кутијата, односно да видиме што ќе слушнеме и ние. Кога кутијата е полна со воздух, ние, а и слушателот, можеме да слушнеме звук. Ајде сега да го извадиме воздухот од кутијата и да ги наблюдуваме покажувањата на мерниот инструмент и да видиме што всушност се случува кога полека се вади воздухот од кутијата. Да го вклучиме звукот. Што забележавме? Кога го извадивме воздухот од кутијата, тоа е оваа ситуација, која моментално ја гледаме на работната површина на симулацијата, ниту ние, ниту слушателот од симулацијата не можеме да слушнеме звук.
Како се намалуваше количината на воздух во кутијата, така опаѓаше притисокот во внатрешноста на кутијата. Во моментот, мерниот инструмент покажува 0 притисок, односно, тоа значи дека во кутијата немаме воздух, односно во кутијата не постои материјална средина. Сега во кутијата имаме празен простор или вакуум. Бидејќи не можеме да слушнеме ниту ние, ниту слушателот од симулацијата никаков звук, тоа значи дека звукот не може да патува низ празен простор, односно не може да се движи ако не постои материјална средина. Да запомниме, звукот е пореметување во атмосферата кое човечкото уво може да го осети. Звукот настанува со осцилирање на некое тело. Телото кое со своето осцилирање произведува звук, представува извор на звук. За да се шири, на звукот му треба материјална средина. Да се вратиме на исказите. Звукот настанува со осцилирање на некое тело. Да го пронајдеме поимот кој што не ни е јасен. Тоа е поимот осцилирање. Што значи поимот осцилирање? Кога ќе го слушнеме поимот осцилирање, тоа значи дека телото изведува осцилаторно движење. Кое движење е осцилаторно? За да објасниме кое движење е осцилаторно, прво да се потсетиме дека во секојдневието има величини кои ги менуваат своите вредности и тие промени на вредности се повторуваат. Например, таква величина чии вредности се повторуваат во секојдневието е температурата на воздухот. Но исто така во секојдневието се сретнуваме со движења кои се повторуваат. Треба да знаеме, кога едно тело повторува исто движење за еднакви временски интервали, тогаш велиме дека телото прави или врши периодично движење. Ако телото периодично се движи околу рамнотежна положба, тогаш велиме дека телото изведува осцилаторно движење. За да го разбереме подобро осцилаторното движење, ќе се послужиме со следната анимација. Кога на телото не делува надворешна сила, телото се наоѓа во рамнотежна положба, мирува, значи не се движи. Да видиме што ќе се случи, односно какво движење ќе прави телото кога на него ќе почне да делува некоја надворешна сила. Забележуваме дека телото изведува движење кое се повторува на ист начин во одреден временски интервал и дека при тоа движење телото постојано се движи околу својата рамнотежна положба. Ова движење е пример за осцилаторно движење. Она што треба да го знаеме е да кажеме дека секое периодично движење не мора да биде осцилаторно, но секое осцилаторно движење мора да биде периодично движење. Да се навратиме на исказот. Материјалната средина овозможува звучните бранови да стигнат до нашето уво. Да го пронајдеме поимот што не ни е јасен. Тоа е поимот бран. Што значи поимот бран? Што е бран и какви бранови постојат? За да одговориме на ова прашање, повторно ќе посетиме страната FED и оттаму, од базата на симулации, ќе избереме симулацијата бранови на жица. Ќе почекаме да се отвори истата. На работната површина забележуваме една жица и по должината на жицата забележуваме распределено црвени и зелени топчиња. Овие топчиња, црвено и зелено обоени, се всушност частичките на материјалната средина, односно частички на материјалот од кој е направена жицата. Едниот крај на жицата го фиксираме, а другиот крај на жицата е слободен и ние можеме да го движиме. Да ја намалиме затегнатоста на жицата, за да не биде случувањата повоочливи. Да видиме што ќе се случи со частичките на средината кога го движиме слободниот крај на жицата. Бидејќи средината е еластична. Кога ќе делуваме со надворешна сила, првата частичка, тоа е оваа зелена частичка, се изведува од нејзината рамнотежна положба и започнува осцилаторно да се движи.
бидејќи станува збор за еластична средина, повторно ќе повторам, меѓу частичките од средината постојат еластични сили, па кога првата честичка ќе се изведе од рамнотежната положба, таа ја повлекува втората честичка ќе почне осцилаторно да се движи околу рамнотежната положба, ќе ја повлече третата честичка и така натаму по должината на оваа жица се создава бран. Бранот патува одлево надесно, односно од слободниот крај кон фиксираниот крај. Да видиме како осцилираат частичките. Частичките на средината осцилираат нормално на правецот на простирање на бранот. Ваквиот бран со ваков облик, како овој што моментално го гледаме на работната површина, се нарекува трансверзален бран. Што е всушност бран? Бран е пренесувањето, процесот на пренесување на осцилациите по должината на материја, на оваа жица. Ваквиот бран, рековме дека се вика трансверзален бран и него можеме да го представиме со следниот диаграм. Сината стрелка ни го покажува ширењето на бранот, а додека со зелените стрелки ни е представен правецот на осцилирање на частичките. Забележуваме дека частичките осцилираат нормално на правецот на ширење на бранот. Да разгледаме формирање на бран во друга материјална средина, овој пат тоа нека биде една пластична спирала. Едниот крај на спиралата го фиксираме, а другиот крај, слободниот крај на спиралата, со помош на нашата рака, го движиме напред-назад. За да видиме каков бран ќе се формира во овој случај, ќе ни помогле следниот видео запис. Да го погледнеме. Забележуваме дека по должината на спиралата се формира надолжен бран и при формирањето на тој надолжен бран забележуваме области со згуснување и области во кои настануваат разредување. Еве ги тие области со разредувања и еве ги областите со згуснување. Истите тие ни се прикажани на сликата. Овој бран во овој случај се нарекува лонгитудинален бран. Кај лонгитудиналниот бран, частичките на средината осцилираат во правец на ширење на бранот. И заради таквиот начин на осцилирање на частичките од средината, настануваат овие области со згуснување и разредување. Забележавме дека во сите три случаи, и кога имавме ширење на звук низ воздух, и кога имавме формирање на бран по должината на жица, и кога имавме формирање на бран по должината на спиралата, дека за да може да се шири бранот, потребна беше материјална средина. Бранот за чие движење е потребна материјална средина, велиме дека е механички бран. Да запомниме. Што е бран, а што механички бран? Бран или браново движење е процес на ширење на осцилациите од изворот на бранот во средината која го окружува тој извор на бран. Бранот за чие движење е потребна материјална средина, велиме дека е механички бран. Како настанува бран? Објаснувањето за тоа како настанува бран се содржи во овој текст. Вие во вашите тетрадки можете да го препишете овој текст и на тој начин тој да стане дел од планот кој што самостојно го правите додека ја слушате оваа видео лекција. Какви бранови постојат? Видовме дека постојат два вида на бранови, тоа беа трансверзалните бранови и лонгитудиналните бранови. Графички трансверзалните бранови можеме да ги прикажеме со ваква крива, а додека графичкиот приказ на лонгитудиналните бранови ни е представено во овој дел. Исто така, можете да го стопирате видеото и содржината од овој дел на видеолекцијата, заедно со, можете да напишете во вашите тетрадки, а диаграмите да ги исцртате. Каков бран е звукот? Звукот се создава со осцилирање на изворот на звук. Осцилациите од изворот на звук
за да стигнат до детекторот на звук, треба да постои материјална средина. Материјалната средина беше воздухот, во случајот кога ние слушавме звуци. Тоа значи дека за да може звукот да се расшири од изворот на звук до детекторот на звук, му е потребна материјална средина. Бранот, за чие движење е потребна материјална средина, беше механички бран. Па можеме да заклучиме дека звукот е механички бран. Каков бран е звукот кој се шири низ воздушната средина? Ние промените кои настануваат во воздушната средина, во случај кога низ воздушната средина се шири звук, не можеме да ги видиме, заради тоа што звукот не го гледаме, него само можеме да го регистрираме со помош на нашето сетило за слух. Затоа оваа анимација ќе ни помогне да разбереме, односно да видиме што се случува во просторот во кој што се шири звук. Тоа е овој простор овде и забележуваме дека кога низ воздухот се шири звук, во воздухот настанува формирање на потемни и посветли области. Распоредот на тие потемни и посветли области не потсеќа како распоредот на кривите линии кај символот за лонгитудинален бран. Па можеме да заклучиме дека звукот низ воздушната средина се шири како лонгитудинален бран. На крај дојдовме до рубриката за секого по нешто. Во овој дел вие можете да проверите колку сте научили. Понудени ви се прашања од повеќе нивоа. Можете да го стопирате видеото, да ги исчитате прашањата и одговорите на тие прашања, да ги запишете во вашите тетрадки. Следи прашања од второ и од трето ниво. И за крај имаме прашања од четврто ниво. Обидете се самостојно да одговорите на овие прашања. Откако ќе одговорите на во вашите тетрадки на понудените прашања, следи делот каде што може да ја проверите точноста на вашите одговори. Стопирајте го видеото и споредете ги одговорите со вашите одговори со понудените одговори во овој дел од видео лекцијата. Тоа направете го за прашањата од секое ниво. Првото ниво, второто ниво, третото ниво и прашањата од четвртото ниво. Ако самостојно вака одговори на овие прашања, ти успешно си ги усвоил, односно си ги усвоила знаењата од овој дел од наставната содржина, осцилации и звук. Продолжи така. И за крај, бидејќи оваа наставна содржина ја започнавме со музика, можеме да ја завршиме со игра, односно по долгото учење да се релаксираме, танцувајќи заедно со воздушните честички. Да ја погледнеме содржината која ни е понудена на овој линк. Се надевам дека ќе уживате во танцувањето на воздушните честички кои се представени како човечиња кои танцуваат кај трансверзалниот бран и кај лонгитудиналниот бран. Ви благодарам на вниманието. Следната наставна содржина е наставната содржина движење на воздушните честички.